По капитулацијата на Франција во јуни 1940 година, главна цел на хитлеровска Германија беше освојувањето на Велика Британија, единствената земја во Европа во 1940 година која се уште се спротивставуваше на нападите на силната фашистичка армија. Операцијата Морски лав, која што германскиот генералштаб долго време прецизно изготвуваше, предвидуваше инвазија на британскиот остров и капитулација на Велика Британија. Во меѓувреме, германската авиација Луфтвафе вршеше тешки и разорнувачки бомбардирања врз Лондон и другите англиски градови и индустријски и војни центри. На 10. јули започна првиот силен воздушен напад. Па така, овој датум обично се зема како почеток на големата битка за Британија. До 18. август беа бомбардирани конвоите бродови во каналот Ла Манш и јужните пристаништа од Довер до Плимут. Во втората фаза, од 24. август до 27. септември, со бомбардирањето требаше да се расчисти патот до Лондон и да се уништи кралското воено воздухопловство и неговите постројки. Во тие денови е забележана и оваа изјава на Хитлер. Ако после 8 дена интензивни воздушни напади, Луфтвафе не успее во значителна мера да ја уништи британската авиација, десантот на британскиот остров, операцијата Морски лав ќе мора да се одложи до мај 1941 година. Меѓутоа до оваа инвазија не дојде никогаш. Royal Air Force остана непобеден во воздухот и сите напори на германците да добијат превласт при дневна светлост останаа залудни. Геринг мораше да се помири со тоа и да примени нова тактика – ноќни бомбардирања на Лондон и другите англиски градови. 15. август беше ден на најголемата битка во овој период на војната.
Борбата беше водена во 5 големи акции на фронт од 800 километри. За англичаните тоа беше навистина пресуден ден. Беа ангажирани сите 22 ловечки ескадрили и нападот на Луфтвафе беше одбиен со големи губитоци на двете страни. Меѓутоа, систематските бомбардирања и натаму продолжија. Во сите овие акции, германското воено воздухопловство употреби 2669 авиони, од кои 1015 бомбардери. Од 7 октомври до 3 ноември, секоја ноќ просечно по 200 германски бомбардери го истоваруваа својот смртоносен товар врз Лондон. Меѓутоа, според Геринг, Лондон се покажа како премногу голема и неодредена цел за остварување на пресудни резултати. Затоа, тој реши силината на нападите да ја усмери врз градовите во внатрешноста и врз центрите на воената индустрија. Оваа нова тактика на бомбардирање започна со блицот врз Ковентри во ноќта на 14 ноември. Нападот започна во првите часови на мракот. Близу 500 германски авиони до утрината фрла илјадници тони разорни и уште толку запалливи бомби. Тоа беше најстрашниот напад што дотогаш го претрпе Велика Британија. Центарот на Ковентри беше сосема уништен, а животот во него за извесно време потполно дезорганизиран. Загина 540 луѓе, а повеќе илјади беа тешко ранети. Германското радио утредента објави дека на сличен начин и другите англиски градови ќе бидат ковентризирани. Но сепак не за преработата во извонредно важните фабрики за авионски мотори и машини алатки, ниту пак беше исфрлено од акција населението на Ковентри. Беше итно образован комитет за обнова кој изврши извонредна работа. За неполна недела го обнови животот во градот. За тие тешки денови Черчил во своите мемуари пишува: духот на граѓаните на Ковентри блескаше и неговите 240.000 жители, цврсто организирани, високо се издигнаа над своите физички страдања. Вистинската цел на германците беше да ги уништат воздушните сили, а потоа да го скршат духот на англичаните или барем да го невозможат нормалниот живот. Победата на Royal Air Force врз Луфтвафе е извојувана со храброста и срчаноста на англиските пилоти и извонредните својства на харикените, спитфаерите и другите типови британски авиони. Но највеќе со милионите обични и скромни луѓе кои покажаа света сила во одбраната на татковината, надминувајќи ги несреќите и ужасите што ги донесе војната. За Ковентри пред војната и за тешките денови во ноември 1940-та се присетува Олдман Ходжкинсон, градоначалник на Ковентри во 1944-45 година. And of course on the Blitz of 1940 we suffered a grievous blow.
На почетокот на 1940-та, кога не беа замешани ниту русите, ниту американците, Ковентри се наоѓаше во првите борбени редови во антифашистичката војна. Горди сме што тогаш можевме така да се поставиме. Токму поради тоа, веројатно нашите пријатели надвор од земјата тогаш сакаа да одговорат на нашите залагања, зашто сметаа дека како учесници во движењето на отпорот и ние ја плаќаме својата цена. Тогаш умреа 1200 луѓе, а 65.000 од 70.000 поседи беа уништени. 4.000 куќи беа сосема сравнети со земјата и неупотребливи. Снабдувањето со струја, вода, плин беше сосема невозможено. Петата службата не можеше да работи зашто се беше разрушено, така што предизвикот што го дадоа првите повоени денови беше доволно голем да не поттикне на обновување на Ковентри. Ова е една од главните карактеристики на Ковентри, бидејќи тој живееше со сите нови достигнувања во областа на автомобилската технологија, како и на микроелектрониката, сообраќајот, планирањето на градот, така што можеше да се мисли и на иновации. Последиците од бомбардирањата на некој начин ни дадоа можност да размислуваме за широкиот диапазон на одговорности. Освен тоа, во времето на бомбардирањата, Ковентри соработуваше со сојузниците, имаше своји задачи, така што 2/3 од способното население учествуваше во обезбедување на превоз од секаков вид, моторни возила, авиони, снабдување на помошни делови за истите. Heavy vehicles, aircraft engines, component parts for assembly elsewhere, and so on. So we were a vital target in terms of the national effort. Ве молиме да ни кажете нешто за вашите лични впечатоци од бомбардирањата овде во Ковентри. Не бевме сосема изненадени кога започна тешкото бомбардирање во ноември 1940 година, затоа што секоја ноќ пред тоа имаше локални бомбардирања врз градот, имаше и еден број повредени при тие налети. Така, утрото, после големото бомбардирање, немавме повеќе од 234 жртви. Но нападите на германците доведоа до планирање на комбинирани операции меѓу Северна Франција и Ковентри, ноќта на 19.11.1940 година. Тоа беше страшна ноќ за граѓаните, зашто бомбардирањето ги изненади и покрај тоа што голем дел од нив ја минуваа ноќта на штрек, зашто работеа утредента. Со оглед на тоа дека Ковентри имаше важна улога во операциите, чувството на одговорност кај граѓаните беше на високо ниво. Бевте ли и вие тука во времето на бомбардирањето? Да, мојата жена и семејството беа скриени во куќата, а јас имав задача да ги гаснам пожарите, заедно со моите сограѓани надвор, на улиците на Ковентри. Но во исто време бев и заменик председател на војниот комитет во тоа време, а со тоа и председател на комитетот од 1941 година па се до 1944. А всушност бев председател на комитетот против инвазијата, зашто после Денкерк очекувавме дека фашистите можеби ќе нападнат земјата. Немавме многу искуство што би требало да се стори во итни случаи. Катедралата во Ковентри беше и остана символ на градот. Луѓето овде се сентиментално врзани за неа. Во страшната ноемвриска ноќ 1940 година, сета силина на германските напади се урна врз катедралата. 450 бомби падна врз еден од најстарите и највредните културни споменици во Британија, изграден уште во средниот век. Покрај катедралата, таа ноќ во урнатини беа претворени уште 5500 куќи.
Во катедралата, граѓаните на Ковентри ги гледаа своите страдања, маки и жртви од војната. Но истовремено, таа стана и символ на успесите на изградбата и обновата на нивниот град. Cathedral and religious institutions have got to find a place. Катедралата и религиозната институција мораа да си најдат место во новиот град. Пожарите во Ковентри во 1940 година ја сравнија катедралата со земјата. Ова, од друга страна, даде можност за нејзино повторно изградување и покрај тоа што имаше расправи и за тоа дали треба или не треба готската архитектура да се задржи овде. На сликата ја гледате новата катедрала, изградена во Сендстон, која на новите архитекти им даде можност да ја дизајнираат новата катедрала во согласност со современите струи во архитектурата. Затоа, дали да се сочуваат рушевините од старата катедрала, постоја подвоени мислења. Некои мислеа дека тие треба да се сочуваат како спомен на она што се случуваше во периодот меѓу 1939 и 1945. Новата зграда е направена така што може да прими многу посетители кои што сакаат да видат како изгледа тоа, да се постави една современа градба на стара религиозна позадина. Се разбира, нашите историски корени се длабоки и досегаат се до религиозното однесување во времето на средновековните занаетчиски гилдови, здруженија, време во кое религијата и политиката одеа рака под рака. Каков беше изгледот на градот пред бомбардирањата? Беше ли тоа град од 19. век? Беа ли зградите градени во викторијански стил? Well, no, there's quite a substantial number of medieval constructions. Не беа. Имаше значителен број средновековни конструкции, но голем дел од старите куќи кои беа огледало на старата вештина во занаетот на градење, беа уништени од бомбардирањата. It was destroyed during the Blitz, and it became a contention in the post-war years as to how far we could retain that kind of a city. Се постави прашањето до кога ќе можеме да го задржиме таквиот изглед на градот, зашто тој секако мораше да се модернизира, зашто веќе навлегувавме во едно време на широка експанзија на популацијата, што со себе донесе и експанзија на транспортот, енергијата, технологијата. Така што нашата одговорност навистина беше огромна, со тоа што ние сакавме во сето тоа да има свој удел целото население. Сакавме да го вклучиме населението и во донесувањето на одлуките. Ова е центарот на Ковентри, најбомбардираното место во градот. Денес е потполно новоизграден дел, во кој што овде-онде се наоѓа по некој остаток од бомбардирањето, или пак споменик кој што ги потсетува граѓаните на Ковентри и посетителите како изгледал градот во годините на војната. Ковентри е навистина град на солидарноста на луѓето од целиот свет. За Ковентри денес зборува сегашниот градоначалник. Coventry has approximately 340,000 inhabitants. Ковентри има околу 400.000 жители. Се наоѓа во централниот дел од државата, далеку како од источната, така и од западната обала, значи во самиот центар на државата. Во Ковентри постојат повеќе индустријски гранки. Населението во Ковентри е космополитско. Што ќе ни кажете за обновата и напредокот на Ковентри после војната?
Yes, well, the main development plans are complete, of course, except that... Glavните razvojni planovi se razbira izgotveni, su isključok na razvojnata šema, koja što go pokriva celi od grad, a koja se ušte ne je završena. Oddelne oblasti od gradot imaат različni razvojni planovi, vo čije što ostvaruvanje, poradi različnite nacionalni politiki, se pojavuvat izvesni finansijski teškotiji. No planot za obnovata na centarot na gradot je sosem podgotven. Coventry je zbratimen grad so Sarajevo od Jugoslavije. Što dobivate od vakvata vrska s ovoj grad? Well, I had the good fortune to be in Sarajevo 3 weeks ago. Ja imav ta sreća da go posjetam Sarajevo pred 3 nedelji. Se čini da može mnogo da se nauči od Sarajevo i njegovi od sistem i kultura. Sosema je jasno da zbratimovanje to s ovoj grad predstavuva dobar predznak za natamošnata sorabotka među dvata zbratimeni grada. Smetam da zbratimovanje to na Coventry so Sarajevo je od golemo značenje za Coventry, grad koji što je zbratimeni so drugi gradovi. Što mislite, vo kojoj oblasti ova sorabotka osobeno ke se odgleduje? Well, I think trade. I had discussions with the... Smetam da to je trgovijeta. Imav sredbi so predstavnici na gradsko sobranije na Sarajevo i smetam da trgovskata sorabotka vrzbazana razmena ki bide golema pridobivka za dvata grada. Vo Sarajevo se možne zainteresirani za to naši deca da odat na zimski odmor na Jahorine. Moja ta sopruga i jas se obiduvame da gi ubedime decata da odat na Jahorina, a ne na Alpite. Se nadevam da kak je uspejeme vo to, zašto na toj način i dvata grada mnogo dobivate. Rather than the Alps. I hope it'll be successful. We gain a lot, they gain a lot. Možete li da ni kažete nešto za jedinata na Coventry? Kako ki izgleda ta, što ke se podobri? Well, this is difficult to say. Teško je da se kaže. Vo osnova gledano, Coventry je grad izgledan posle vojnata, vo vremeto na procetot automobilskata industrija. No sega, vo ova vremena na izinoto opaljanje, Coventry mora da pronajde druga granka od industrijata, za da može da se potvrdi sebe si kako industrijski centar. Poradi toa, gradski odsovjet im dava podrška na nekoj novi industrijski granki vo gradot. Taka, na primjer, nije sega očekuvame električnata industrija da zajakne mnogo poveke od porana. Sega veke ne se bazirame toliko vrz automobilskata industrija, kako što to beše slučaj po poslednjive 25 do 30 godini. No ja zverujem vo toa, deka Coventry ke se razviva i ponatamo. Coventry, I think, has a future. I think its skills are so inherent that it will develop. Što možete da ni kažete za izgradbata na Coventry? Well, I think for this you have to go back to the planning Odgovorot na ovo committee, prašanje which was možete da go formed pobarate pri komitetot za planiranje, oforme vendaš po završetok od na vojnata. Nekoj planovi v sušnost beja razvijeni i votekot na samata vojna. Vo to vreme predsedatelj na komitetot za planiranje beše Oldman Hodgkinson, taka što planiranje to za izgradba na gradot, vednaš po vojnata beše vo njegovi race. Komitetot za planiranje vo to vreme postigna na vistina neverojatni i neočekuvani uspesi. Smetam deka to beše najuspešniji potvat koji što beše otpočnat neposredno po završovanju to na vojnata, koga sušnost započna i obnovata na Coventry. rebuilding started almost immediately the war finished. Can you say something about Coventry as a place to live in? Što ke ni kažete za život od vo Coventry? Well, it's a cosmopolitan city, and if you walk around the streets, you... Znajete, Coventry je kosmopolitski grad. Na sekaden iz gradotke sretnete doselenici, i to kako stari doselenici, tako i novodojdeni od Karibite i od cela Evropa. To je živ grad. To je vesel grad. It's a lively city. Zbrovajke od aspekt na starostara naselenijeto, zabeležuvame da postoji golem broj na luge vo godini. Imame i univerzitetski grad so svoja školska uprava. Živosta i veselosta na gradot vetuva dobra idnina. It's a university city. It's an educational establishment city with a polytechnic in the center. So it's a gay city, it's a lively city, and it augurs well for the future. Što je ono što go obeležuva Coventry, što je njegovi od simbol? Well, I think perhaps
Сметам дека символот кој што кажува се за Ковентри е веројатно еден фрагмент од грбот на градот, на кој што гледаме како фениксот се раѓа од својата собствена пепел. Сметам дека тоа го символизира градот. Овде животот тече нормално за денешните поими, со сета динамика што ја носи современоста. Автомобили, луѓе, автобуси, деца и младинци со училишни торби, сите забрзани низ улиците. Многу од нив само слушале од постарите за стравотиите и ужасите на војната, за тоа што преживеале нивните родители и сограѓани. Младината денес во Ковентри живее и се забавува исто како и во другите англиски градови. Безгрижноста е присутна во нивното однесување и на нивните лица. На улицата сретнавме еден младинец, жител на Ковентри, кој ни кажа нешто повеќе за себе и за животот на младината. Моите пријатели кои што се во Ковентри последниве неколку години не го сакаат премногу. Но јас овде живеам 19 години. Овде сум роден и овде сум одел во коледж. За мене ова е град каде што добро се живее, а има доволно работа овде за секого, ако сакате да работите. Како го минувате слободното време? Што правите навечер? За младите има многу можности за забава во градот. Отворени се ноќни клубови, а старите се обновени, зашто се вложени половина милион фунти. Некои сметаат дека сега ние имаме најдобри вакви клубови во Европа. Јас со тоа не се сложувам, но во секој случај сега е многу подобро од порано. Јас имам пријатели насекаде. Дали ви се допаѓа животот овде или би се преселиле на друго место? Задоволен сум, сите мои пријатели се тука. Ги чекам оние што треба да се вратат од коледжите од Лиц, Ливерпул, Лондон и други краеви на Англија. А сите ние се собираме кога тие доаѓаат за Великден, Божич и во текот на летниот распуст. На културно поле, во Ковентри многу често се организираат интернационални филмски недели и сликарски изложби. Досега со успех беа прикажани националните култури на Чехословачка и Романија, Франција и Германија. Во Ковентри, секоја година младински бригади одат на доброволна работа во градовите збратимени со овој град. Како израз на пријателство меѓу Ковентри и нашата земја, новоизградениот театар е наречен Белград. Во него е вградена дел од помошта што нашиот главен град му ја испрати на Ковентри при неговата повторна изградба.